Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Македонските одгледувачи на овци во прилепна средба со представници од платежната агенција. Минималната плата се зголемува за 1667 денари. Сојузот на синдикати на Македонија излегува на протести. Бензините поскапуваат од полноќ. Над 300 прилепски основци и средношколци наградени за успесите во спортот за 2025-та. Над 1500 мартинки како дел од символиката за доаѓање на пролетта направија и доделија членките на Сдруженијето Преродба. Повторно сообраќајна несреќа во Долненско, која заврши со тешки телесни повреди кај мотоциклист. Поштенска пратка со дрога наменета за осуденик во Прилепскиот затвор. Времето денеска умерено облачно. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Македонските одгледувачи на овци во прилепна средба со представници од платежната агенција. Прашање на денови е реализацијата на исплатата на субвенциите за 2025-та за мерката сточарство, додека за заостанатите субвенции за 2023 и 2024 средствата ќе се исплатат по административните проверки и одобрување од Трезорот, за што има обезбедено пари, рече Даниела Лазарова Иротова, директорка на платежната агенција. Од кои причини? Пред малку и луѓето кои што се Сдруженијата представници на мерката 24-та е таква каква што е. Ние затекнавме, не навлегуваме дали реагирале тогаш или не реагирале. Меѓутоа, најголем дел од луѓето не биле ни свесни како оваа мерка ќе влие на исплатата. Факт е дека е задоцната исплатата, да била порано исплатата, можело нешто да се направи во 25-та, меѓутоа задоцнетата исплата рефлектира да од 26-та не може да се креира мерка за 24-та година. За директните плаќања треба една недела да ги изготвиме и да ги доставиме до трета. За повикот кој што го објавивме денес, тоа е за овчарите, за платата за овчарите кои што работат во тие земјоделски стопанства, имаме законски рокови за аплицирање 30 дена, па потоа за обработка, меѓутоа јас сметам дека ќе биде успех на агенцијата ако успееме некаде до јуни месец истите да ги реализираме. Сточарите апелираат на поголема ажурност од државата во решавање на проблемите, бидејќи како што велат, добиточниот фонд се намалува. Од 2 милиони грла ситен и крупен добиток, прашање е дали Македонија денес има 200.000 овци, кози и крави. Како што знаете, настана едно недоразбирање во сточарството со мерките кои се воведоа. Половина од сточарите не ги исполнија мерките и тие останаја без ниту еден денар оваа година.
Затоа, сега, дали е по нивна вина или не беше убаво промовирана програмата, ние не можеме да тврдиме тука. Битно е едно да му се овозможи на сточарите да се вратат поново во живот, да се субвенционира сега, оти тие останаа без пари накаде половина веќе. Исто така, овие други мерки кои ги имаме околу овчарството да бидат понавремено исплаќани. Оти знаеме се случуваат болести, имаме сега моментално отежнате откупот на јагнето. Сериозна е ситуацијата во секој случај во сточарството, али едно е многу важно, еве и ќе му порачам на сточарите, дека не може расправите меѓусебно на Вибер групи или по малски продавници да донесат плод. Значи, овде е моментот, затоа викаме директорката, да се објасниме, да кажиме, да видиме, да не промашиме и наредната година. Минималната плата се зголемува. Сојузот на синдикати на Македонија излегува на протести. Минималната плата ќе се зголеми за 1667 денари во нето износ, согласно законското усогласување што се прави во март. Тоа значи дека работниците во април ќе земат зголемена минимална плата за овој износ или поточно 26.046 денари во нето износ. Според министерот за економија и труд Бесар Дурмиши, направено е зголемување на минималната плата согласно законските утврдени критериуми во Законот за минималната плата. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Слободан Трендафилов, денеска ја напуштил седницата на Економско-социјалниот совет, обвинувајќи дека минималната плата се обидува да се усогласи на мала врата, со зголемување од околу 1600 денари. Според него, ваквото решение не одговара на реалниот раст на трошоците за живот и представува формално, а не суштинско подобрување на стандардот на работниците. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1 денар по литар, а цената на дизел горивата останува иста, одлучи денеска регулаторна комисија. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 е 74,5 денари за литар, на Евросупер 98 76,5 денари, додека Евродизел и понатаму ќе се продава за 71 денар. Над 300 прилепски основци и средношколци наградени за успесите во спортот за учебната 2025-26. Во организација на Сојузот на училишен спорт Прилеп, денеска беа доделени плакети и статуетки на над 300 ученици од основните и средните училишта во Прилеп, кои биле општински прваци во 20 колективни спортски дисциплини во женска и машка конкуренција за учебната 2025-26 година. Признанијата ги додели градоначалникот Дејан Продановски, честитајќи им на учениците за залагањето и посочи на важноста од вклучувањето на децата во спортските активности, бидејќи, како што рече, спортот ги учи младите на дисциплина, тимска одговорност, почит и истрајност, вредности што се темел за здраво и силно општество. Училишниот спорт во Прилеп има континуитет, квалитет и сериозна посветеност. Пехарите и признанијата се потврда за системска работа, за вложениот труд на учениците, наставниците и менторите, како и за поддршката од училиштата. Над 1500 мартинки, како дел од символиката за доаѓање на пролетта, направи и додели Сдруженијето Преродба. Традицијата да се почитува, но и да предизвика радост кај најмладите, велат од Преродба, кои денеска ги посетија децата во неколку од објектите на прилепските детски градинки, а воедно го посетија и дневниот центар за деца со церебрална парализа. Значи, како што спомнавте, 1 март е денот на мартинката. На Балканот се слави во Македонија, значи она интензивно, меѓутоа се слави и кај нашите соседи Романија, Бугарија, Грција и делови на Србија. Значи се уште го има она традиционалното кое се негува. Сдруженијето Преродба сака сите овие обичаи, адети, па и делот на мартинките кои го одбележуваат 1 март да биде зачуван и пренесен на идните генерации, на нашите деца, на нашите внуци, она што нас не карактеризира како народ, бидејќи мартинките се символ на здравје, на среќа, на живот, на виталност, не потсетува на пролет,
неговите бои тоа и го означуваат. Од полицискиот билтен пријави за тешка сообраќајка во Долненско, приведен возач кој возел пијан, а во Прилепскиот затвор кривична пријава за осуденик кој се обидел да прошверцува дрога. На 1 март 2026 во 14 часот и 30 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на влез во село Браилово, општина Долнени, се случила сообраќајна несреќа помеѓу моторцикл Кавасаки со регистарски ознаки од македонски брод, управуван од ЗШ 21 годишен, и патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки, управувано од ДВ 56 години, двајцата од село Десово, општина Долнени. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во градската општа болница во Прилеп. Истиот ден на 1 март во 14 часот и 50 минути полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода ИН 48 годишен од село Дреновци, општина Долнени. При контрола во сообраќајот полициски службеници сопреле патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки управувано од ИН, при што било констатирано дека го управувал под дејство на алкохол, односно измерени му биле 1,99 промили алкохол во крвта. ОВР Прилеп поднесе кривична пријава против КН 65 годишен од Прилеп поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. На 15 март 2025 во казнено-поправна установа во Прилеп, затворската полиција извршила претрес на пратка наменета за еден осуденик, при што пронашле и одзеле кокаин. Временска прогноза. Времето денеска претежно облачно, во Прилеп претежно облачно и тивко со минимална температура која се спушти до нулата, а максималната достигна до 14 степени. Под влијание на поле на висок воздушен притисок следува период на стабилно и суво време, освен во четврток кога ќе има услови за слаб локален дожд. Во четврток и петок ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.